тоа е проект почнат пред 10 години и тоа и не беше лесна работа. Во овој момент заклучивме дека ќе ни треба стручна помош за да ги направи сите потребни анализи, како што веќе кажа деканот на градежниот, и за фактичката состојба на двете згради кои 10 години стојат непокриени во вид на карабина, но и за сите други елементи, например машинскиот дел, електриката, греењето, се што опфаќа еден таков проект, и секако веројатно ќе треба и некакво дополнување на првичниот архитектонски проект, затоа што знаете дека веќе е донесена одлука дека фасадата дефинитивно ќе биде променета. Тоа нема да не чини денар, бидејќи деканот на градежниот факултет заедно со УКИМ одлучија тоа да го направат како добробит за студентите и за целото општество. Ќе ја преземеме ова исклучително битна задача да практично си помогнеме самите себе си, односно да се вклучиме во завршување на објектите кои што припаѓаат на нашиот универзитет, да помогнеме на нашето ресорно министерство за да спречиме нивно понатамошно пропаѓање, односно да ја увидиме нивната моментална состојба и да најдеме најсоодветен начин за нивно одржливо завршување. Најлоша варијанта од се е овие објекти да останат во состојба во која што се, за кои што се потрошени сериозни средства, а со тек на време пропаѓаат. Ова е од големо значење. ФИНК е еден од најголемите факултети на нашиот универзитет и воопшто во државата, со некаде над 5000 студенти кои што во моментов се распределени во капацитетите кои што УКИМ ги има во техничкиот кампус и се разбира зградата за факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Во моментов тие се сместени на својата локација, меѓутоа канцелариите, објектот во кој што е сместен факултетот се уште во субстандардни услови, така што ова ќе значи значително подобрување на квалитетот во кој што работаат нашите наставници и студираат нашите студенти. Ние како служба за општи заеднички работи, од нашето богато искуство при изградба на ваков тип на објекти, стоиме на располагање со нашата комплетна логистика и со нашиот човечки потенцијал и кадар да излеземе максимално пресрет и да дадеме се од себе за конечно да студентите, како што напоменав, добијат соодветни услови за студирање понатака.